Në intervistën e ditës do të flasim për marrëveshjen e ditëve të fundit, atë që qeveria e nënshkroi me Mbretërinë e Bashkuar dhe që përfshin investime prej 6 miliardë eurosh, në fakt është një lloj huamarrje me të cilën ne do të mund të bëjmë investime ose shteti do të mund të bëjë investime të ndryshme. Gjithashtu do të flasim edhe për zhvillimet politike dhe raportet mes partnerëve të koalicionit. Me mua në studio është zëdhënësja e qeverisë Marija Miteva. Dobro doјдовте во ова интервју во Алсат, госпоѓа Митева. Благодарам многу на поканата. Ние задоволство. Ќе почнувам првото прашање во врска со договорот што владата ја потпиша со Велика Британија. Што предвидува договорот и зошто се уште не е објавен? Што крие владата или дали крие нешто владата? Прво да одговорам директно, владата апсолутно ништо не крие. Мислам дека од самиот почеток покажавме дека транспарентноста не е само збор кој популистички го користиме, туку напротив ја вклучуваме јавноста во сето она што го прави владата, а владата е при тоа во служба на сите граѓани. Во однос на овој договор можам да кажам дека сум исклучително горда и ако треба да ги поделам работите, би кажала од една страна тоа е политичкиот момент, а тоа е зајакнувањето на нашата стратешка соработка со навистина развиените западни земји, како што е Обединетото кралство, на што сум исклучително горда и мислам дека секој еден граѓанин чувствува дека од оние поранешни договори кои што никако ни предизвикуваат чувство можеби на жал, на срам, сега имаме чувство кое што е среќа или гордост. Така што во тој дел сум јасна и во тој дел мислам дека како политичка порака која што праќаме од аспект на владина работа во делот на дипломатијата и во делот на позиционирањето на Македонија на геостратешката состојба, мислам дека сме навистина јасни. Од друга страна е оној договор кој што е во насока на инвестиции и во насока на развој или оние 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра кои што се достапни како рамка на користење во делот на инвестициски развој. Она што досега е најавено е дека на почетокот ќе започнеме со навистина големи инвестиции во делот на брзата железница и во делот на здравството, односно изградбата нова на болницата во Кичево, реконструкција на таа во Штип, реконструкција на онаа во Тетово, се разбира тука и делот на образованието, каде што станува збор за нов медицински факултет во Штип и студентски дом со 200 легла. Така што ова е некој почеток пред да дојдеме до онаа финансиска рамка за која што се очекува истата да биде објавена. Морам да потенцирам дека не станува збор за нешто кое што ќе значи повлекување на средства и авансно плаќање од државата, туку станува збор на конкретни проекти за кои што ќе следи исплатата по завршување на проектот. Така што многу добар, исклучително добар договор. Честитам на сите кои што биле вклучени во аспект на преговорите кои што ги имале, затоа што ова е нешто што досега не се случи. Ке има можност јавноста да го гледа овој договор, кој сака експертите, пратениците, сите кои сака да го разгледат договорот? Апсолутно да, и ќе ви кажам прво дека истиот ќе се најде на ратификација во собранието каде што пратениците ќе треба да го поддржат, што значи се разбира дека ќе биде јавно достапен. Од друга страна морам да потенцирам дека не сме влада која можеби граѓаните беа навикнати во минатото да гледаат политичари кои што принтаа маички со некоја слика на автопат и помпезно тоа го најавуваа, од друга страна класифицираа договори. Такви работи оваа влада нема да прави. Ќе биде се на увид на јавноста и за секој чекор и за секоја работа која што е превземена ќе бидат информирани. Ги спомнавте и вие некои од проектите што ќе се реализираат, меѓутоа за многуте од овие проекти нема конкретен проект на маса кој ќе биде готов за да знаеме како ќе се инвестира, кој ќе биде инвеститорот. Дали има опција за злоупотреба, имајќи предвид дека многу проекти порано се почна и не гледавме завршница? Апсолутно ви го разбирам прашањето и разбирам од каде потекнува дилемата. Тоа е како се работеше во минатото, како се презентираа работите, а никогаш истите не го видоа светлото на јавност. Тоа е малку поинаку, затоа ние имавме и обсежни пресконференции од аспект на оние кои што се надлежни во изработка на проектите за да објаснат каков е планот. Еве ќе ви дадам еден пример во делот на железницата. Ќе изработиме темелна физибилити студија, каде што ќе ги вклучиме сите засегнати страни. Проект кој што навистина ни треба неколку месеци од потпишувањето на договорот да го завршиме. Истиот тој проект ќе биде доставен врз основа на што ќе треба ние да добиеме поддршката која што согласно овој договор излегува и од аспект на инвестиции, и од аспект на техничка поддршка, и од аспект на ноу-хау, и од искуство на компаниите од Обединетото кралство, се разбира тука и нашето стопанство кое што ќе биде вклучено во изработка на истите. Така што не можеме да ги споредуваме минатите договори и минатиот пристап затоа што ние имаме малку поинаков начин на работа, а тоа е да бидеме доследни на она што го зборуваме и она што е ветано секогаш да го реализираме.
финансира. Ке плати ли државата доколку овие проекти не се реализираат? Не можеме да платиме затоа што ако не се реализираат, ние нема да ги повлечеме парите. Значи, ако имаме ние проект кој што ќе се инвестира, тогаш ќе го имаме проектот. Ако не започнеме проект, нема да имаме финансиски средства и потоа нема да плаќаме. Ниту станува збор за авансно плаќање, ниту за плаќање доколку немаме проект. Имаше обвинувања од опозицијата дека позади проектот се крие некој договор за изградба на мигрантски кампови. Дали ова е вистина? Дали Комплетно има го отфрламе ова. Мислам дека начинот на кој што се гради наративот во опозицијата по однос на еден ваков договор е навистина, би кажала, во прва рака за жалење, затоа што сметам дека не само што нанесуваат штета на самите нив како политичка партија, но мислам дека наштетуваат и на државата, затоа што кога ќе погледнете дека една држава оди во насока на градење на сериозни пријателства со држава како Обединетото кралство, а вие од друга страна имате некои политички партии кои што сепак се дрзнуваат вака да обвинуваат врз основа на сосема непроверени, неточни состојби, мислам дека доволно говори за нив. Најголемиот демант дојде и од амбасадорот кој што потврди дека такво нешто ниту е разговарано, ниту ќе се случи. Ке зборуваме малку повеќе политички, вие сте портпаролка на влада, да ми кажете малку како се односите меѓу коалициските партнери, имајќи предвид дека последните денови еден од коалициските партнери се одлучи да отстапи од владата и од договорот што го имавте, меѓутоа некои од функционерите на Таравари остануваат се уште во владата. Како се односите сега? Можам да ви кажам дека функционираме на вистина одлично, во одлична комуникација со сите оние кои што се коалициски партнери во рамки на владата. Овој чекор кој што го превзема Тараварија, негов личен избор. Ние не планираме да функционираме и да градиме коалиции како што тоа беше правено во минатото, доколку е одлучено дека неговата проценка е дека со Демократската унија за интеграција тој ќе има поголем број на градоначалнички места или поголем број на советнички места, додека пред само 10 на 11 месеци зборуваше дека токму ДУИ е политичката партија која што треба да замине во опозиција, говори за самиот Таравари. Владата во овој момент е стабилна, функционираме на база на доверба, на градење на реформи, на напредок, на она за што сме се обврзале пред граѓаните. Самата вие кажавте дека има навистина многу од функционерите кои што па и не поднесоа оставка и него случува со нив? Дали сте заинтересирани се уште да ги задржите во владата? Ние секогаш бевме на ставот дека секој оној кој што е решен дека ќе се спротивстави на криминалот и корупцијата и нема да прави задкулисни игри, е добре дојден во владината коалиција. Сите оние кои што ценат дека таа идеја која што има господинот Таравари треба да ја следат, сите се слободни да заминат. Она што е важно е дека ние не гледаме дека некоја следи идејата на господинот Таравари, затоа што мислиме дека таму и всушност нема идеја, туку таму се некои други состојби во прашање. Дали има тентатива за преговори со некоја друга политичка партија, на пример со Алијанса на селата, за да се заменат тие пратеници кои се отидоа со Таравари? Јас можам да ви кажам од она што го гледам во собранието е дека функционираат навистина компактно. Гледам дека се формираше пратеничка група, дека избран координатор на истата пратеничка група. Гледам дека се компактни, можам да слушнам дека зборуваат дека има можност за зголемување на таа пратеничка група и секој оној кој што смета дека треба да се спротивстави на ваквиот чекор е добре доведен, верувам дека е добре доведен во таа пратеничка група. Можам да ви кажам дека коалицијата е навистина стабилна и од аспект на владина коалиција, но и на коалиција која што значи и е посветена на реформи и на напредок. Не цениме дека е потребно во овој момент да разговараме за личности кои што одлучиле да завратат грб на реформите и да тргнат по патот на криминалот и корупцијата. Нека име со среќа, мислам дека таму навистина ќе им треба. Премиерот и председател на ВМРО-ДПМН најави дека до крајот на овој месец веќе ќе се знаат 85% од кандидатите за локалните избори. Дали планирате коалиции во врска со локалните избори? Тука ве прашувам конкретно за СДСМ. Дали во некои од општините можно е да имате соработка? Можам да ве кажам дека се очекува веќе следната недела или веднаш по таа да има извршен комитет партијата за да се објават имињата кои што ќе бидат кандидати на ВМРО-ДПМН. Во однос на коалицискиот капацитет, можам да ви кажам дека ВМРО-ДПМН има активна коалиција која што настапи на изборите и во неја членуваат 24 политички партии. Таа е стабилна коалиција
коалиција, ниту еден не е заминат од истата, очекувам истата и постои можност истата можеби да се зголеми на локалните избори. Што е важно? Коалициите не смее да се прават врз база на договори кои што ќе значат само размена на фотелја или повторно да бидат во игра валутите како што тоа беше во минатото. Во минатото така се правеа коалициите. Оваа влада е посветена на она што значи реформа и напредок. Ќе ве потсетам, ВМРО-ДПМН е навистина освои огромни општини во 2021 година. До сега ние имаме навистина голем развој. Владата оваа измината година вложува многу во општините, без разлика од која политичка партија доаѓаат, затоа што сакаме првиот пристап на граѓанинот со политиката да му биде преку локалната самоуправа и мислам дека тоа е исклучително важно. Меѓутоа пак ќе ве вратам кај можните договори за коалиција, бидејќи порано имавме примери во Кичево и во Струга, каде ВМРО и СДСМ секогаш соработиле за да има некој заеднички кандидат таму. Ако не јавно, барем и скришно соработиле во врска со ова. Дали се планира нешто вакво во овие избори? Па сега јас не можам да тврдам за тоа дали имале тајни договори за такво нешто, ниту сум запознаена, ниту се случувало, но можам со сигурност да ви кажам дека од делувањето на Социјалдемократскиот сојуз и од она што го презентираат во јавноста, навистина се сомневам дали ќе бидат во можност да освојат и една општина. ВМРО-ДПМН како политичка партија ќе излезе со навистина најдобрите кандидати, ќе ја презентира повторно програмата која што е задолжително да биде реализирана. Тоа е принципот на кој што ние работиме и сметам дека тој принцип навистина ќе донесе убедлива победа. Последно прашање, се очекува да има средба меѓу двајца председатели, Силјановска и Радев во самитот на НАТО. Што очекува владата од ова средба? Можам да ви кажам дека како влада и како представници кои што ќе бидат на таа средба, дека навистина ќе бидеме подготвени со силни аргументи, да ги вкрстиме ставовите, да кажеме позицијата и очекуваме навистина, би кажала, еден диалог кој што ќе биде аргументиран. Ако продолжиме да дискутираме само врз база на калкулации, тогаш не очекувам дека ќе имаме напредок, но ако сме подготвени, а ние верувам и сум сигурна дека тоа ќе го направиме, мислам дека можеме да допринесеме Македонија да има подобра позиција и да биде слушната вистината наспроти се она што до сега беше презентирано. Ви благодарам многу за ова интервју. Јас ви благодарам на поканата.